студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Соединетите американски држави и Македонија постигнаа рамковен договор за реципрочна фери избалансирана трговија, соопшти Белата куќа. Во заедничката изјава се наведува дека двете земји се согласија на рамка за договор за реципрочна фери избалансирана трговија со цел да се зајакне билатералната економска соработка и да се обезбеди проширен пристап на извозниците од двете земји до меѓусебните пазари. Според договореното, Македонија ќе ги укине царинските давачки за американските производи, од друга страна САД ќе ги задржат одредено на ниво на царини за македонските производи. Соединетите држави ќе ги задржат на ниво од 15% и реципрочните тарифи за производи со потекло од Македонија, истовремено ќе идентификуваат производи што ќе добијат нулта стапка на реципрочна тарифа. Се наведува во текстот, двете страни се обврзуваат и на решавање на нефискални бариери. Во делот од енергетиката се истакнува поддршката за изградбата на гасниот интерконектор со Грција. Во соопштението се наведува дека проектот ќе овозможи набавка на американски течен газ, при што Македонија ќе почне да купува купување на американски LNG по завршувањето на новиот гасен интерконектор. Документот содржи обврски за заштита на животната средина, дигитална економија. Двете земји оценува дека договорот представува чекор напред кон продлабочување на економските односи и зајакнување на стратешкото партнерство. Премиерот Христијан Мицковски од денеска престојува во повеќедневна посета на Сојузна република Германија, каде ќе учествува на 62-та Минхенска безбедносна конференција. Воедно тој определбата на државата предвидува и фери процес на интеграција во Европската унија, без дополнителни билатерални условувања. Мицковски е придружуван од министрите за одбрана Владо Мисајловски, за надворешна политика и трговија Тимчо Муцунски и за внатрешни работи Панче Тошковски. Во рамки на конференцијата, шефот на владата ќе оствари повеќе билатерални средби со европските лидери, високи представници и раководители на меѓународни безбедносни институции. Централното собрание на движењето БЕСА со мнозинство гласови одобри одлуката за распуштање нова партиско тело со цел во иднина партијата да биде дел од процесот почнат за спојување на повеќе политички партии во партијата ВЛЕН како еден политички субјект. БЕСА ќе ја преиспитува и улогата на министерот Лимани во владата. Касами Синоќа рече дека премиерот е мандатар, но коалицијските партнери ги предлагаат имињата на министрите. Што се однесува за лидер на ВЛЕН, се неколку опции на дискусија и дел од дебатата за иднината на ВЛЕН. Не би сакал да кажам дали или не, сигурно дека доколку заеднички би оцениле дека јас би требало да преземам некоја обврска, јас сум подготвен. Да, значи ние сме свесни дека премиерот е мандатар и тој е кој одлучува кој ќе биде министер, но се додека е политичка влада во која учествува БЕСА како дел од ВЛЕН, БЕСА одлучува кој министер ќе биде предложен од нејзина страна како дел од идната влада. Лимани останува? Сега за сега, значи, ние донесовме одлука да се оцени работата на сите функционери. Во тој дел јас лично ќе се ангажирам за сите функционери да доставуваат извештај за нивното сработено и ќе се донесе одлука согласно тоа дали ќе бидеме задоволни за работата и на господинот Лимани и на другите функционери. Работата која су го извршил за овие 6-17 месеци, вработувањата си и ред други работи и проекти кои се направени во полза на народот и на нашата држава. Тоа ќе одлучи. Односите во владината коалиција се комплицира по изјавата на Касами дека министрите Филков и Лимани треба да бидат сменети. Премиерот му порача на лидерот на БЕСА дека тој ја составува владата, а на Касами му одговори и Филков.
Дека министерот за правда Игор Филков може да биде опфатен со реконструкцијата на влада. Дали ова е можно? Па не знам, тоа можеби треба да го прашате господин Било Касане. Јас сум задоволен со работењето на господинот Фатмир Лимани и мислам дека е додадена вредност во Министерството за социјална политика, демографија и млади. Јас сум мандатар на владата и јас се составам владата. Ако некој тоа го заборавил, еве да го потсетам. Видете, кој ќе биде Било Касани премиер, тогаш веројатно он ќе кажува кој ќе биде министер, а кој не. А до тогаш владењето на правото, односно почитувањето на уставот и законите ќе важат за сите. Дали според вас може да се промени законот, како што каже премиерот за... Во моментов таква можност нема. Остануваме отворени за дискусија. Председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски поднесе оставка. Таа следи 2 недели по кривичната пријава од финансиската полиција за наводна злоупотреба на службената положба поврзана со фирмата Тритерол Петрол на Љупчо Пецов Ѓаволот. Марко Бислимовски поднесе оставка од функцијата председател на Регулаторната комисија за енергетика. Утринава испратил писмо до собранието, без да напише зошто решил да се повлече од позицијата што ја извршува речиси 8 години. Бислимовски беше недостапен на нашите телефонски повици, а детали за причините за оставката не споделуваат ниту од комисијата. Согласно Законот за енергетика и статутот на РКЕ, се додека не се донесе одлука за престанок на функцијата председател на РКЕ, Бислимовски ќе извршува функцијата. РКЕ ќе продолжи да функционира и да ги извршува надлежностите и обврските, кои ги има согласно Законот за енергетика, соопшти од Регулаторната комисија. Според законот, владата во рок од 60 дена од донесувањето на одлука за престанок на функцијата му доставува предлог на собранието за именување на нов председател на Регулаторната комисија за енергетика. Оставката доаѓа откако пред 2 недели финансиската полиција поднесе кривична пријава против Бислимовски. Го сомнича дека ја злоупотребил функцијата и спречил навремено да ја биде одземена лиценцата на компанија за трговија со нафта на Љупчо Пецов Ѓаволот, иако фирмата не ги исполнувала условите за работа. Наместо да остане без дозвола, Тритерол Петрол продолжила да работи уште повеќе од 1 година, да склучува договори и да остварува приходи, а според пријава, на тој начин била стекната незаконска добивка од нешто над 200.000 евра. Синдикатот со блокада пред Стопанската комора. Барањата се исти, минимална плата од 600 евра, 100 евра линеарно покачување за сите работници. Премиерот тврди дека протестите се политички мотивирани и најавува законско согласување на минималната плата. Тука сме кај газдите, кај истите оние кои ги избркаа цели наши семејства во странство. Кај газдите кои одбиваат да зголемат минималната плата и кои одбиваат да ги зголемат останатите плати само затоа што законот не се променил. Кај газдите кои се слепи послушници на владата, а владата веќе кажа дека се договарала со своите вработени, па ги остави газдите да бидат виновни за идниот генерален штрајк и во јавниот и во приватниот сектор. Доколку не се одважат и газдите да дел од колачот си го дадат на вработените кои што им го овозможиле во минатото тој профит, ќе бидеме приморани секојдневно да бидеме на улица со нив, со блокади, со шатори и секој еден ден да ги потсетуваме дека повеќе за тие плати нема да работиме. Напоменувам, потсетувам и за сите што не слушнале до сега. Условите за работа и платите во приватниот сектор се повеќе од мизерни, повеќе наликуваат на социјална помош отколку на плата достоинствена за живот. Денове ќе видите кои се луѓето кои што протестираат и на кои политички партии припаѓаат еден по еден и ќе стане јасно на македонската јавност дека улиците и булеварите практично се блокирани во овие денови од страна на луѓе кои што се партиски стакнати активисти, членови на Конгрес, на политички партии, општински организации и така натаму. Она кое што може владата да го направи е да ги искористи законските механизми и сега ќе бидат платите нивелирани, односно ќе биде покачена минималната плата согласно законот, а како работодавач владата се договори со своите колеги и речиси со 99% од вработените кои што се наши колеги, ние имаме колективни договори до 2028 година.
Подјавата на вестите, секако информацијата од спортот на Зимските олимписки игри. Македонскиот олимпиец Ставријада денеска ќе има настав во трката на 10 км крос кантри, а во Куманово се играат првите, односно четвртфиналните надпревари од Купот на Македонија Благо Георгиевски буштур. Тоа е се во овие вести, следното издание во 9 часот. Пријатно!